Почитуван председател, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Денес расправаме по Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за лекови и медицински средства по скратена постапка. Граѓаните од соседството бираат со која вакцина ќе се вакцинираат, а кај нас нема никаква вакцина. До сега се најавуваа вакцини од системот Ковакс, се најавуваа вакцини од соседите, па од директни договори со производителите, ама нема ништо. Додека сите околни земји започнаа со вакцинирање, Хрватска, Бугарија, Грција, Словенија, Србија досега има вакцинирано 438.000 луѓе, прва е во регионот, втора во Европа по стапка на вакцинирање, зборуваат дури и за ревакцинирање, заради тоа што од секој контингент кој што стигнувал со вакцините, веднаш се извојувало по половина од количината за ревакцинирање. Оваа недела, велат дека на почетокот, ќе потпишале договор за нови 11 милиони вакцини. Од демантот на премиерката Ана Брнабик се обелодени дека Македонија нема протоколи и законско решение за внес на вакцината. Односно, нема законски обезбедени услови за внес на вакцината. А кај нас, почитувани, на 25.1.2021 година беше тек поднесен предлог законот за изменување и дополнување на Законот за лекови и медицински средства, не на предлог на министерот, не од владата, него од група пратеници од позицијата. На брзина, од седница, веднаш на Комисија за здравство, без да се има време да се разгледа, без присуство на представници од Министерството за здравство, кога се работи за многу сензитивно и многу важно предлог законско решение, со кое ќе се овозможи внес на вакцината во Република Македонија. Се сложуваме дека исклучително важно е и голема е потребата од донесување на вакво предлог законско решение за внес на вакцината во нашата земја. Ние како опозиција го поддржуваме ова предлог законско решение затоа што е од исклучителна важност за нас и граѓаните на Република Македонија и има витално значење за сите граѓани на Република Македонија. Без ова законско решение се оневозможува влез на вакцината од фирмите кои имаат представништво во странство, а не се регистрирани кај нас за дистрибуција и промет на вакцина. Сметам дека сите одлуки и решенија околу справувањето со пандемијата беа недоволни и задоцнети. Се касни и со вакцината. Владата на Република Македонија на својата 11-та седница, одржана на 15.10.2020 година, има разгледано и усвоено информации за склучување на договор за превземени обврски меѓу владата и глобалниот сојуз на вакцини за набавка на вакцини за COVID-19 преку Ковакс механизмот, за обезбедување глобален и рамноправен пристап за безбедни вакцини за COVID-19 и така натаму. Значи, оваа седница е одржана во октомври 2020 година, а на 25-та седница, одржана на 7.12.2020 година, владата ги усвои измените и дополнувањата на програмата за задолжителна имунизација на населението на Република Македонија за 2020 година, со што се потврдила намерата на Министерството за здравство за набавка на 833.000 дози на вакцини за 2020 година. Да не беше контра изјавата на премиерката на Србија дека Република Македонија ги нема законски обезбедено условите за снабдување со вакцини, ова немаше да се случи. Чија е сега таа одговорност? На опозицијата или на власта? Целиот свет се ангажираше месеци наназад да обезбеди вакцини, за да го вакцинира своето население, а Македонија касни. 2 месеци има поминати од последната седница на владата и доаѓа предлог од група пратеници. Го разгледавме на Комисија за здравство, имаат предложено 3 члена. Како пратеничка група
на Комисијата за здравство укажавме на потребата од амандманска интервенција со цел до прецизирање на текстот на законот. Интервениравме на член 2, став 2, кој гласи: во случаите од став 1 на овој член, во кој е загрозено јавното здравје, кога барањето се однесува на ставање на вакцина во промет, условно одобрение за ставање во промет може да се издаде и без целокупна документација од членот 20 од овој закон. Дилемата наша беше дали може да постои некаква можност за злоупотреба, бидејќи во член 20 стои што треба се да има во документацијата. Член 20 од постоечкиот закон се состои од административен дел од документација која што содржи информации за лекот и за издавање одобрение за ставање во промет, информации за производителот за местото на производство, информации за идниот носител за одобрение за ставање на лекот во промет, предлог збирен извештај за особините на лекот, предлог упатства за лекот, предлог пакување, сертификат за фармацевскиот производ, список на земји кои го одобриле ставањето на лекот во промет, стручни мислења, фармацевско-хемиски и биолошки дел од документацијата, фармаколошки дел на документација, клинички дел на документација, и дилемата беше да не дојде до некоја злоупотреба, бидејќи сите овие услови во смисол се што треба да постои од документацијата, а во членот стои без целосна документација може да се набави вакцината. Па по консултациите направени со членовите на Комисијата за здравство од позицијата, а во исто време и консултирајќи ги правниците, се поднесе амандман наместо да се интервенира во член 2 став 2, комисијски се поднесе амандман на член 1 став 1 кој гласи во член 1 став 1 по зборот вакцина се додава зборовите со SARS-CoV-2, за да не го читам целиот текст на членот 2 став 2, со самото тоа што се прецизира дека се работи за вакцина за SARS-CoV-2 во промет, се иззема можноста да биде направена некоја злоупотреба. Ние како претеничка група од опозицијата сметаме дека ова предлог законско решение е од особено значење, требаше да биде многу порано донесено, е закаснето и тоа е многу закаснато, меѓутоа во интерес на граѓаните, во интерес на здравјето на граѓаните, во интерес на здравјето на сите во Република Македонија, ние ќе го поддржиме ова законско решение, предлог законско решение. Благодарам.